50 засегнати наставници од повеќе кочански училишта поднале кривична пријава против кочанскиот вршител на должност градоначалник Венко Крстевски. Да, апсолутно тоа дојде и до мене како информација. Значи јас и денеска на седницата кажав дека стојам како председател на совет на располагање да се расветли целата голгота која што градоначалникот како вршител на должност ја прави и сметам дека ја злоупотребува својата службена должност, односно го крши основното право за гарантирано со устав образование за секое дете. Утринава, Советот на општина Кочани одржа седница во врска со проблемот на која е донесена следнава одлука. Едногласно денеска 16 советници не го прифатија решението за запирање на одлуката која што ние ја донесовме на претходната седница, а таа одлука беше исто тогаш со 14 гласа донесена од сите советници за формирање на паралелки со помал број на ученици. Така да денеска градоначалникот не ја потпиша одлуката тогаш и предложи решение за запирање. Денеска сите 16 советници кои што беа присутни не го прифатија решението за запирањето на одлуката, така да правно го обврзува градоначалникот да ја објави во службен весник одлуката која што денеска советниците не му ја прифатија за прекин на решението за престанок на одлуката. Така да тој е должен во рок од 7 дена да ја објави во службен весник. И да. Се потврдува нашата одлука дека треба да се формираат паралелки со помал број на ученици. Дали сето ова ја нормализира или комплицира состојбата со училиштата и наставниците? Со нашата одлука апсолутно, значи треба да бидат одблокирани сите пречки кои што градоначалникот ги прави. Во моментот на објавување во службен весник, по објавувањето директорите на училиштата можат врз основа на таа одлука излезена во службен гласник да ги повикат сите оние наставници кои што не се моментално во работен однос, меѓутоа и тука има една работа која што треба да знаете. Тој врз основа на таа одлука треба да даде согласност за итни неодложни и да ги потпише. А тој јавно кажа и на медиумите дека тоа не одговори дали ќе го потпише или нема да го потпише.